Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во директно на Тера телевизија. Продолжуваме со интервјуата посветени на актуелното предизборје. Вечерва со мене и со вас Јорго Огненовски, председател на Демократи. Добре дојдовте во Тера, а во Битола си сте добре дојдени пошто сте битолчанец. Благодарам за поканата, благодарам до вас, Стево, и до Тера телевизија, а исто сакам да ги поздравам битолчани и граѓаните на Македонија. Многу пати го поставуваме прашањето кога со вас разговараме и други луѓе разговарат, велат младите се иселуваат, но и повозрастните во надеж за подобар живот. Вие едно време се вративте од Америка тука. Се уште некои луѓе си го поставуваат прашањето зашто сте се вратиле. Па видете, Јас немам дилема, но еве вас да ве прашам. Да кажам, пак да повторам, стално повторувам. Се вратив со една мисија, да и се помогне на Македонија и на народот, на македонскиот народ и другите народи и народности, и да се ослободиме од злото, викано СДС да помане дуи со нивните полтронски привезоци и нивните злостонички и криминални банди кои што 33 години пустошат ова држава, распродаваат, разнебитуваат. Целта моја е да креираме функционална држава, држава како што постои, како Финска, Данска, Норвешка и така натаму. Значи, ние фактички живееме под окупација од овие злостонички здруженија. За жал, мојата мисија тоа е до крајот на мојот живот и мора тоа да го направиме, затоа што младите, како што спомна, па и повозрастни и стручни кадри, воопшто населението е протерано, просто кажано, од ова цела ситуација. Имаме трул политички систем, економијата и све друго, да не зборувам здравството, образованието, инфраструктурата, животна средина, социјалата, све е уништено. На повеќе изборни циклуси сте биле дел и како минува времето, се обесхрабрувате во таа желба и намера со која се вративте од Америка или оти некои велат некои работи попусто ќе ги правиме кога нештата се такви какви што се? И јас никогаш не се обесхрабрувам. Во минатото, роден сум во Битола, се разбира, бев врвен спортиста во карате. Бев повеќе пати првак на Југославија, трет во Европа, петти во светот, со репрезентацијата на поранешна Југославија. Тоа нешто научив од јапонците, од моите учители и тука од нашите учители во Југославија, Македонија. Никогаш да не се предавате, да се обесхрабрувате кога се борите за доброто на својата држава Македонија и кога се борите за доброто на својот народ во ова наша држава и се разбира сте на страната на доброто. Ние се бориме против зло. Зло кое што секогаш сака да не обесхрабри. И затоа порака давам до сите граѓани на Македонија да не се обесхрабруваат, ова зло мора да падне. Како гледате на ова предизборна кампања? Официјално започна за председателските избори, за парламентарните нели на 18-ти. Меѓутоа, кај нас предизборната кампања има и една предпредизборна кампања, има некакво дефинирање со изборниот законник од кога, што и како може да се прави така натаму. Колку тоа помага и се почитува или партиите си тераат по свое? Бидејќи изборите кај нас се започнати далеку месеци наназад, тоа не е малку заликуваме на американскиот систем, кога таму нели година и пол, две трае таа кампања? Во Америка. Или ништо нема од ја нема од Америка кај нас? Не, во Америка трае 2 години кампањата за преседатели, затоа што Америка е огромна држава, има 50 држави. Не може да се покрие, има преку 350 милиони жители. Кај нас кампањата треба да трае нормално многу пократко, но кај нас 24 часа, 365 дена, откако постојат овие политички структури, трае кампања. Погледнете ги главните национални телевизии, па и локални, секој ден истите овие политички структури се, да не речам од 30 минути вести на некоја телевизија, 90% се тие кажуваат, се напаѓаат, вие крадете, вие уништувате, а фактички поголемите не ги викам партии, затоа што не заслужуваат, тие не се партии, тие се злостонички здруженија, работат систематски на плачка на нашата држава, Македонија, на овој наш народ, толку неосиромашија и верувам дека секогаш
Тоа го правеа и ќе го прават во иднина и едно само знам. Како не им е страм, а немаат страм, се разбира, овие не се луѓе, овие се нешто полошо од луѓе, кои што сакаат само да се доберат до власт, до народниот буџет, да го плачкаат и нас како граѓани да не осиромашуваат, бидејќи тоа му го дозволува криминалниот изборен законник. Ние имаме криминален изборен законник, можам повеќе да кажам зошто е криминален. Прво почнеме од сите што се вработени во јавните администрации, повеќето се тотално заплашени, мора да одат да гласаат, морат на протести, не само тие да гласаат што се вработени, да најдат 5, 10, 20, 30 луѓе, тоа е закана, тоа е уцена, ќе ве бркаме од работа, па и ги лажат луѓето, има можда 500.000 граѓани кои што се на договор на дело, со години ги лажат, ајде да дојдеме на власт и да останеме, па ќе добиете стално работно место. Тоа е едно од најголемите проблеми и се разбира овие сите вработувања од нивна страна, не дека се партиски, тоа се знае, туку тие се криминални политички вработувања, што ние како демократи сакаме да ги спречиме. Значи, ако и кога граѓаните ќе ни дадат довербата да ја менаџираме Македонија, а не да владееме како овие што досега владеат, владеачки, злосторнички издруженија, ние тоа ќе го уништиме. Нема повеќе луѓето да се вработуваат на политичка основа, не дека се од демократи или од каде, ќе се вработуваат единствено по стручност, се разбира, по искуство. Да, се случија двата големи митинзи на СДСМ и на ВМРО-ДПМН, каде што беа представени председателските кандидати, и двата беа во Скопје. Синоќа ВМРО-ДПМН е пред владата, предходно Пендаровски, односно СДСМ во спортскиот центар Борис Трајковски. Во овие денови, во текот на денот, главните фотографии се патувањето со автобуси. Како гледате на тоа? Како гледам на тоа? Прво, кандидатите му се тотално катастрофа. Значи, тоа се два кандидати Добро, што за нив биле... ќе зборуваме. Кажете ми за ова како ви изгледа? Па мене ми изгледа како еден циркус, кој што сака да се прикажат, еве, ние сме со народот, до народот, патуваме со автобуси, не со лимузини, како што патуваат нормално, кои ќе седнат во нивните фотељи. Тоа е една лажна слика на нивната скромност. Ги гледам што објавуваат, нормално објавуваат слики во секој, да речеме, на секој начин, за да народот ги прифати слики од секакви, спомнувам се генерално, кај што одат по цркви, со фамилии, фамилиарни луѓе. Добро, но од овие митинзи главната фотографија од дрон колку имало? Колку точно? Тие се сите донесени со автобуси. Јас ги прашувам сега од каде им се парите, кој ги финансира тие автобуси. Нека нормално Министерството за внатрешни работи нека испита што се случува, бидејќи тие митинзи многу коштаат пари. Некој ги финансира, но сепак ова е прикажување на моќта, еве колку сме моќни, колку не има, исто како што беше приказната со за жал кој ги береа подписите, бидејќи двете партии имаат по 30 пратеници, закон убаво вели дека нема потреба да се берат, но да направат гужва и да покажат, еве ние колку сме јаки, па за 2 сати или 5 сати ги собравме. Но независно колку се тие јаки, 33 години... Тогаш беше за помалку сати да се соберат повеќе подписи. Точно, борба помеѓу нив, ние сме тие ќе победиме, што ќе победи? Злото не смее повеќе да победува Македонија. Ова е порака до гласачите, граѓаните. Зошто вие не отидовте да собирате подписи за председателски кандидат? Прво, ние не сакавме, затоа сметам ова титулата председател е циркус, бидејќи председател на Македонија нема големи ингеренции и конкретниот случај со досега се покажа дека председателите само нешто подпишуваат по наредба на тие партии кои што ги ставиле на власт. Добро, го има тоа председателско вето за секој закон. Го имат, ама тоа ретко се спроведува. Тие се едни обични полтрончи на партиите што ги кандидираат. И втора работа не отидовме, тоа е еден револт, бидејќи законот што го имаат донесено е дека треба 10.000 подписи да се соберат за 14 Кога дена. ги нарекувате вака, не сметате дека ги навредувате? Па јас ги навредувам затоа што тоа е вистина.
Тие уништија Македонија. Значи не заслужуваат за нив подобар збор. Како човек, како демократ, ние патиме во Македонија, страдаме. Ако си вистински председател, ќе застанеш и ќе кажеш ова не може поќе вака, па дигни го народот на улица, па прави протести, па ако треба и влада ќе промениш, а не ти да бидеш некој обичен полтрон да ги слуша сите наредби што ќе ти каже партијата. Значи јас ова генерално го зборувам, не потенцирам имиња, бидејќи немам потреба. Не, воопшто зборуваме за кандидатите. Воопшто зборуваме за кандидатите и зборуваме воопшто за сите, еве 7 кандидати. Значи кај да погледнеш кој од кого е. И затоа ние и повикавме до нашите поддржувачи, членови се разбери до граѓани дека ние и кажавме поточно дека не излегувам, не поддржувам ни еден од овие кандидати и дека и се разбира и членството нема да го повикате да гласат за ние ќе повикаме членството може да прави што сака, ние сме демократи. Но ние како партија не поддржуваме ни еден кандидат и нема ние со сила да форсираме членството да гласа или не. Ние кажуваме зошто не ги поддржуваме кандидати и нема да излеземе да гласаме за нив. Да, значи, и за вториот круг е исто така сега дискутабилен, бидејќи сега слушаме на изјава синоќа од страна на лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски, но пред тоа кажете ми во делот на фер кампања тие кандидатите отидоа во Државната изборна комисија, подпишаа нели кодекс, што секогаш се подпишува кодекс, сите го подпишаа освен Стефчо Екимовски. Сметате ли дека вие сте обесправени, дека не сте дел од рамноправното распоредување на одредени и финанси, простор и така натаму за оваа предизборна кампања? Зборувам во случај за председателските избори, бидејќи не сте дел од председателската. Па видете, секогаш е тоа така. Например, за законот зборуваме за 14 дена, ти вика собери 10.000 подписи. Има многу партии што се формирани, повеќето се во коалиција со овие што се здруженија злостронички, но ние како демократи, тоа беше на револт, бидејќи сакаме законот да биде едноставен. Секоја политичка партија, не е битно колку се регистрирани, а не се многу, повеќето се во коалиција, значи да има право, бидејќи сме регистрирани како правен субјект, да нема потреба да се собираат подписи. Зошто? Тоа е исто како за парламентарните, да му текни се, соберете за секоја листа по 10.000 за 14 дена. Глупости невидени. Значи не ги скратуваат правата. Нас како политички субјект треба да ги имаме истите права, исто и што се однесува за председателите. Значи, но тоа не е една рамка за да не ни се случи на едни избори да се појават можеби 50 нови политички субјекти или било како на избор. Еве нека се појават исто. И вие сега да се појави некој после вас, ќе сметате дека и тој треба рамноправно да настапува на изборите? Сигурно. Вака. Да? Правото во една држава. Демократија, што е демократија? Дозволуваш да се регистрираат толку партии. Бројката може да биде 5 или може да биде 500. Штом ти дозволуваш, тие треба да ги имаат истите права. Па добро, ма во 9,5 минути рекламен простор на телевизија, каде ќе ги сместат? Не, верувајте, нема да се пријават и да се 500 регистрирани, затоа што ти од тие 599% ќе одат во коалиција со овие партии. Знаете зашто? Затоа што се гладни за некое директорско место. Тие не се... Сега се случија преминувања од владеачката. Како гледате на тоа? Дали вас некој повика како партија да бидете дел од едната или другата коалиција? Па видете, пред се може... И колку сте изненадени што, например, партија од владеачката коалиција помина кај Мицкоски? Прво да кажам, па после ќе ви одговорам на прашањето, ние повеќе од 8-9 месеци повикувавме по социјалните мрежи и преку телевизиските куќи каде што настапувавме, да формираме блок за спас на Македонија, го нарековме, од сите партии кои што не се во коалиција и не сакат да бидат во коалиција со ДПМН, СДС, ДУИ. И разговаравме, за жал, со сите. Разговаравме, контактиравме, ќе почнеме со сите. За жал, велите, си го изгубивте времето или? Си го изгубивме времето, бидејќи сите ове партии, еве сега ќе ви кажам, бидејќи сте разговарале, а велите за жал. Со Лјупчо разговаравме со Максим од Знам. Све направивме во контакт да стапиме, разменавме телефони со Левица, со Пасиев, но ништо ново тоа не испадна. Разговаравме со Болгоевски, ништо не испадна. Сите тие, освен двете овие партии Левица и Знам, отидоа
сами наводно на избори. Но едно само можам да ви кажам, дека сите нивни преседатели нема Ако ќе го споменете наводно, сигурно треба да објасните зашто го потребувате Да, зборот. го употребувам затоа што ние сите ови ги поканивме да го формираме овој мојќен блок, за да ги ослабиме ДПМН, да ја си дуи овие криминални структури, но тие не сакаат да се обединиме. Ако не се обединиме, нормално сите како што сме послаби, и ова го објаснувам за гледачите и за граѓаните кои што планираат да гласат за едно од овие сите партии, значи дека не ги интересира Македонија, слободно можам да кажам, не ги интересира доброто спас за Македонија, нив ги интересира фотеличка. Нив ги интересира што повеќе директорски места да земат, што повеќе да земат министерски места, се разбира. Значи, поентата беше кога разговарав со некој лично од нив, значи спомнав имиња, кога разговарав лично се договаравме да ќе правиме некоја коалиција до последен момент, во последен момент се повлекува. Некој од нив каже не сакаме да одиме, ние сами ќе одиме, измислија некои причини и така натаму. Значи поентата беше ние да се обединиме да направиме мојќен блок. Македонија, македонците, сите други македонски граѓани, од албанци, турци, власи и така натаму, роми, бошњаци, нека знаат дека нема партија во Македонија освен демократи што стварно е честна и се бори. Овие сите се борат за власт, за престиж. Можам слободно да кажам дека имаат лидери како Апасиев кој што користи и стално го манипулира народ. Значи го влечи народот во покрежен правец. Против НАТО, против Европа, против Америка, човек кој е занесен со некои идеи на исток, но истокот не носи многу добро освен одредени држави што се стварно економски. На Македонија му треба просперитет и демократија. Нашите граѓани кога се иселуваат од оваа држава одат на запад, одат во Америка, одат во Европа, одат во Австралија и така натаму. Значи не влечи и ја влечи државата во погрешен правец. Ги манипулира младите, црвена младина. Која е црвена младина? Во борба, која борба? Борба приказната. Значи човекот, не знам што да кажам, само едно можам да кажам, тежок манипулатор што го прави ова и тоа нека го знае граѓани. Дали разговаравте и преговаравте со ВМРО ДПМН и со СДСМ, односно со нивните коалиции? Ние бевме поканати од ДПМН. Јас не викам ВМРО, бидејќи ВМРО акронимо е наш, треба да остане во македонската историја, поточно во музеј. Значи ДПМН покани повеќе пати, јас од култура со моите луѓе се стретнавме со нивните, разговаравме, во тој разговор одеше вака. Епа вие сега ако сакате ние ќе имаме законодавната власт, вие извршната, значи ние тука ќе бидеме директори, министри и така натаму. Ние реков дојдовме овде да разговараме за други прашања, не да делиме места, тоа беше значи да се промени кривичниот законник, криминалниот изборен законник и други закони што треба да се променат и да разговараме за економија. Но таму нема разговор за тоа. Таму има делење на места и сите овие што сега влегува во коалиција како не знам, овие партии, да не ги спомнувам сега сите, 7-8 партии што се фала ТВ дојде од СДС или не знам што, тие се сите фактички на некој начин предавнички партии го изигра македонскиот народ и другите народи народности што живеат во Македонија. Зошто? Затоа што ојдоа во коалиција за некојски ветување дека ќе добијат некое директорско место, не знам што, министерско и така натаму. Нема ни тоа да го добијат, се разбира. Ние сакавме со нив да разговараме, да видиме што тие како луѓе размислуваат, дека таму нема понуда. ДПМН вика, ајде да се обединиме сите. Не, тие сакаат да дојдат на власт, а ние сакаме да дојдеме да ја менаџираме државата како демократи и да ја спасиме Македонија, да креираме функционална држава. Единствено за Едната и другата коалиција голема велат дека кога ги канат останатите, велат ние можеме да коалицираме со секој, освен имаат, кажуваат со кој не, доколку имаме исти, слични или па ќе прифатат нашата програма.
Така секогаш велат. Никој не вели доколку се согласиме како да ги распределиме местата. Тоа е за јавноста, но кој ќе седни со нив да разговараш, таму нема разговор, дај да ги промениме без закони, дај да работиме на да се донеси закон потекло на имот и се разбира конфискација на украденото, да се зголемат казните за функционерите криминалци, а не вака да се намалат. Значи и тие заедно со СДС и ДУИ и другите што пратеници што има допринесија да се промени кривични закони. Замислете, од 10 години, од 1 до 10 го намалија на 3, од 1 до 3 и најстрашно што е најболно за Македонија и за нас како граѓани е што му застарија повеќе дела, а кога ќе застари кривичното дело, парите што ги имаат украдено, милиардите си ги чуваат. И тие се веќе газди. Но тоа како демократи ќе промениме. Ако треба, ние и ќе направиме све. Народо, единствено народо, менува, дава власт и одзема власт. Народот треба да заедно со народот секош работиме, за народот сме формирани и се разбира, јас сум дел од народот, да направиме нешто добро. Тоа значи од 91 ревизија ќе направиме. Некој вика тоа е невозможно. Ќе е возможно ако имаме 80 пратеници. И еден ден ќе имаме. Затоа што мора тоа да го направиме. Ако стално овој народ, граѓани поточно кажано, гласачи му даваат гласови и доаѓаат ДПМН, СДС, дуи нема ништо да се промени. Како до 80 пратеници? Ова малку изгледа нереално, ако ВМРО ДПМН бара 60 на предходните избори не може тоа да го направи. Видите, на овие избори нема ние да земиме 80 пратеници, не калкулираме дека ќе земиме ни 2, ни 3, ни 1. Ние велиме дека демократи еден ден ќе биде најмоќната политичка партија. Ние не се како Максим, кој што знае да манипулира добро, има 20 и нешто години искуство во криминалната СДС, па сега формира некој ново партија, го вика движење, не сака ни да каже дека е тоа партија, оти знае дека не се популарни партиите, бидејќи тој допринесе исто за многу работи, учествуваше во приказната со СДС. Максим е човек кој што калкулира, тој ништо не го интересира, во очи ми рече, знаете што, нема пријатели во политика, вам излегува на телевизија, кажува нешто точно. Значи, една работа, Максим... Во Куманово е популарен градоначалник. Може тој да биде колку сака во Куманово популарен и ка продолжи да прави таму бекатонски тротоари и патчине и фонтанчина. На Куманово му треба, јас сум бил во Куманово, сум видел и сега ќе почнеме и реклами да правиме за Куманово. Значи, сум видел колку е стварно од Куманово напред. На Куманово му треба работа, а не сите да му работат да гинат во Иран, Ирак таму. Значи, на градоначалниците како Максим, кои што тие се фактички се фалат со тие тротоарчина, со патишта, со вода поставиле, се фалат, се разбира со улички и така натаму, со светла поставени, фонтанчина и паркови. Не, на Куманово и на македонските општини, градови му треба вработување, треба да се градат фирми, фабрики. Ние треба само така може да ги задржиме младите и повозрастни стручни кадри. И јас не познавам држава во светот кој што е економски моќна и кој што може да ги задржи младите ако нема производство, ако нема фирми и фабрики. Земјоделството ни е тотално уништено. Што не земи Максим и сите градоначалници да се фалат колку фабрики, колку инвестиции имаат во нивните. Не само да доаѓаат некои странски фирми како што е Кромбер и Шуберт, благодарение дојде 5-6 вработени, тоа е све добро. Значи треба да се привлекува надворешен капитал, но ние мора да инвестираме наши пари. Тоа значи владата, тоа значи градо, заеднички и во се разбира може тоа да биде чисто на државата, како такви фирми да се градат. Не зборувам само за фирми, значи ние во земјоделие треба да се укина оние субвенции. Тоа е невидена измама за народот. Треба да се гарантира откупна цена и откуп за гарантиран, кој ќе се каже Како да му помогнат на земјоделците ако нема субвенции? Не, тоа ќе се укине и ќе се гарантира секој што ќе произведи, колку и да произведи, ќе му се откупи со цена кој што ќе биде рентабилна. Тоа демократи се борат. Државата тоа да го откупи и да гарантира извоз? Државата ќе го откупи и ќе гарантира, не е само извоз, ние не произведаме огромни количини да извезуваме. Една Полска, Чешка, не е битно, Русија и Америка произведуваат чудо. Тоа што ќе се извезува, ние сакаме да формираме државна фирма која што ќе се занимава со трговија. Значи, додека излеземе од ова кал,
додека го дигнеме земјоделството наредни 10-5 години, кој ќе го дигнеме, после работите се менуваат. Ние имаме многу сиромашни земјоделци, немаат технологија, немаат квалитетно ѓубре. Све тоа мора државата да го обезбеди, да дојдеме на ниво, едно завидно светско ниво. Ние сме производители на храна, храната е најважна. Но тука можам да спомнам, младите ќе задржим ако се инвестират 100 милиони евра годишно во наука, иновации, нашите умови, најквалитетни луѓе да не заминат. Треба да се формира таа академија, наводно што викаме Академија за науки и иновации, а не да имаме академија кој што ние како демократи предлагаме и секој се бориме да се укине. Нас не ни треба некои си професори, академици. Што тие направиле за Македонија? Еве, ги прашувам сега и нека слушат. Што вие направите? Државата, овие плачкате, уништуваат, разнебитуваат, молчите. Понекогаш некој од вас ќе сави и толку е. Значи, зошто ни академија? За да земат 1500-2000 евра плата плюс вашите пензии, кои што сте во пензии и така натаму, или помлади. Значи, нас ни треба луѓе кои што ќе ја бранат оваа држава Македонија, кои ќе се борат против политички структури, политички злостонички банди, ќе излезат, ќе кажат тоа е, тоа. Не може поќе вака. А не ние ко демократи, јас живеев 30 и нешто години во Америка, дојдам пред 6-7 години да се борам нормално заедно со граѓаните, со народот и се бориме и ќе успееме. Значи, нас ни треба многу повеќе стево, нас ни треба економија број 1 и да се уништи криминало, политички, стопански, митото, корупција. Да имаме најбогата земја, секогаш го кажувам, пак ќе го кажам, да го собериме цело богатство од светот, замислете, во ова наша мала држава. Ако ние имаме политичари и криминалци, а тоа го имаме 33 години, па све ќе уништат. Значи, број 1 за демократија, да се уништи политичкиот криминал, бидејќи е најголем стимулатор, поттикнува, поддржува стопански криминал, мито и корупција. Ги наполнија јавните администрации, негде може да имаме 200.000, од кои 500.000, никој не знае точна таа бројка, но негде така калкулираме, кои што се на договор на дело ги лажат и ги држат овие луѓе, ги држат да гласаат. А што е најболно и најстрашно? Во здравството 1117, иако им беше ветено дека ќе им се реши нивниот статус, а работат со година договор на дело, за сега нема ништо, ќе се чека да, иако владата ја донесе таа одлука дека ќе бидат вработени, меѓутоа заради изборните процеси тоа е одложено за после избори. Секогаш така се прави, само да докажам на мисла, многу е важно овај податок народот да го знае, значи граѓаните. Значи, политичките овие злостонички структури кои што го контролираат собранието, кои што си носат закони, поготово овој криминален изборен законник, кој што го донесува, и овој законник овозможува да тие самите го спроведат, кога криминалци спроведуваат избори, што очекуваме? Добиваме криминалци. Се разбира на власт. Но уште што е поважно народот да знае, јас како дипломиран економиста и во Америка сум работел, сум имал 2 фирми за производство на филмови во Холивуд, во Лос Анџелес. Имам огромно искуство, со берзата имам огромно искуство, сум знаел многу луѓе, доста сум читал за економијата. И за системо на, како што е пример амерички или други системи каде што владее подобра демократија. Нема нигде апсолутна демократија во светот, али значи демократија во правиот смисла на збору можеме да кажеме. Ние имаме овие политички структури кои што се на власт, не добиваат 2 милиони, 3 милиони, 5 милиони, колку добиваат преку годината да бидат финансирани од нашиот буџет, народниот буџет. Тие имаат преку пола милиарда евра секоја година, добиваат пари преку платите, даноците, поточно кажано доприносите. И тие му служат сите, почнувам тука од ДУИ, одам на СДС, одам на ДПМН, одам на ЛДП, сите што имаат пратеници. И овие некои што изигруваат сега наводно нови спасители на Македонија, тие си имаат свој некој директорчина кој што некого вработуваат и сите се овие платени цела година да работат во интерес на овие партии и се нивна гласачка машина. Знаеме тоа. Само народот нема слушнато доволно дека партиите не се само финансирани преку годината со 2 милиони поќе помоци. Да, пари од јас сакам да ја дигнам ова свест дека тие фактички пола милиарди и повеќе
добиваат пари. Каква ќе биде излезноста на овие избори? Особено е важно нели за вториот круг од председателските избори, доколку во прв не се избере председател, што е малку нели тешко. Покусата пауза за реклами, останете со нас. На програмата на Тера ја гледате директно вечера со мене и со вас, Јорго Гненовски, председател на Демократи. Очекувате голема излезност на овие избори, два изборни циклуси нели се поклопуваат, прво се председателските па парламентарните. Она на што и синоќа Мицкоски од митингот побара гаранција од Пендаровски дека во вториот круг нема да повика на бојкот. Не знам од каде сега оваа теза и зашто се случува, иако вториот круг на председателските избори не има услов на излезност за да биде избран председател. Видете, јас... А тогаш се и парламентарните. Да, ние повикуваме на масовна излезеност за парламентарните избори, затоа што ако што повеќе народ излезе, тоа ќе излезат незадоволните, независните и така натаму, луѓе што не му се плашат на овие криминални банди и ќе гласаат за демократи. Затоа повикуваме. За овие избори не сме заинтересирани и ние, бидејќи на вториот круг треба да има 40%, може да се случи и да нема 40% и да пропаднат. Со тоа што да се промени законот, што кажав, дека треба да... Итно тоа повикуваме ние со години, но тоа не се случува. Значи, на изборниот законник воопшто за председатели. Не смее да има цензус, да некој партија, кој да е регистриран... Ако нема цензус, каков ќе биде легитимитетот? Легитимитетот ќе биде тоа што народот ќе избере. Значи, вака со ова не ограничуваат одредена група на партии, да ние, да речеме, не можеме да влеземе ако решевме и бидејќи не сме заинтересирани од причина што ова е циркус титула председател и го имаме видено, да не се повторувам. Значи, ние сакаме да завладе една демократија, сакаме да се промене да се промене криминалниот изборен законник, да има една изборна единица со отворени листи, да се гласа за квалитет, за личност, јас да заокружам човека на некоја партија, да ми стават таму секакви луѓе, може да бидат криминалци, способни, неспособни. Никој не вела дека се против отворените листи, односно против изборна единица една, тоа не го негира никој, велат сите. Меѓутоа, никако да се случи и она што пак помалите велат, да, тие точно дека не се против една изборна единица, меѓутоа ќе биде услов од подигнување на прагот. Вака сега, тие секојаш викаат така дека не сакаат да го променат овој криминален изборен законник, но тоа не е вистина. Тие нон-стоп манипулираат нив, тие го донесо не му одговара. Што помалци имаат конкуренција од повеќе партии, независно, не ги викам мали партии, нови партии. Значи, треба да се креира конкуренција. За, ако се појават 50 кандидати за, пример, зборувам за председател, во првиот круг ги испаднат и ќе останат само 20. Што е проблема? На ливчето да се напишуше 50, нема да се појават 50, бидејќи 99% се во коалиција, бидејќи тие не се партии, тие се полтронски привезоци, кои што не е битно колку како бројка имаат, тие сакаат да се бидат во опозиција со големите, за да му некој нешто наводно големите, викам, криминални владеачки партии, за да му добијат се продаваат, ја продаваат Македонија народот за директорски места. Тоа не се демократи. Јас кажувам како треба да биде. Значи, во 6 изборни единици одите со кандидатски листи. Сигурно одиме во 6 изборни единици. Во петката кој е носителот? Во петката е Ѓорги Велјанов. Инаку ние чекаме, не сакаме да ги објавиме додека ДИК не ни ги потврди, бидејќи сега ДИК ги потврдува листите, може да се јави некои компликации кај сите што ги поднеле листите. Така да поентата јас како кандидат и ова ќе го кажам, повеќе нема да кажувам, одам во единицата, да се стретнам со големите манипуланти и да му кажам во очите што треба. И сега ќе кажат битолчани, а Ѓорго е битолчанин, зошто не во петката, туку во единицата, односно во Скопската? Затоа што не е битно каде си. Битно е што како пратеник работиш за цела Македонија. Не е ова локално. Пратениците сите во собрание 120 и тие треба да се намалат, се разбира.
работиме за цела Македонија. Не е во шеска, тоа е поделено на единици, намерно е направено за да ги Рековте губиме дека гласовите. ДИК се уште ви ги нема потврдено листите? Не само нас, и на другите. Значи, ДИК ги прегледува листите, пред 3 дена се предадени, на втори, нашите и други листи што До овој момент, кога ја снимам емисијата во 14 часот, петок, вашата листа не е потврдена? Не се нашите листи потврдени и затоа не сакаме да се испокуваме, бидејќи кој ќе ни потврдат, може секакви грешки, една обична грешка да му напишеш единствен матичен број погрешно на некој, те враќаат, па треба да го најдеш истиот човек, може да ти замени во странство, може да е болен во кома и листата ти паѓа. Добро, од која ќе се потврдат листите, важат одредени правила, нели, за организаторите на кампањата, околу медиумско представување, јавни настапи на интернет и така натаму. Сигурно. Затоа е прашањето дали Државната изборна комисија до овој момент ви има потврдено? Не има потврдено. Велите дека некако ги составувавте листите кои да бидат на нив. Па видете, прво... Бидејќи тоа е многу интересно, прво за партиите, и таму се водат, нели, некои велат битки, кој на кое место да биде, нели, оние добитните, граѓаните пак очекуваат да го препознат својот пријател дали ќе биде на добитно или на недобитно место, и тоа е нешто со кое ние подолг временски период се занимаваме како јавност. Ние пред се објавивме јавно на Фейсбук, бидејќи таму имавме можност, не можевме по медиумите, одредени медиуми, тоа е многу скапо пред се, и второ, мислевме дека Фейсбук, кај што работиме најповеќе, кај што сме најповеќе добродојдени. Ние секогаш сакам да спомнам во вашата телевизија Тера сме добродојдени, во ТВ24 сме добродојдени, но другите, повеќето од нив медиуми, дали се национални, локални, нас не имаат блокирано затоа што да не се слушни нашиот глас, но никој не може да го спрече нашиот глас. Имаме Тера, имаме ТВ24, некои други телевизии се разбира, имаме Фейсбук, Инстаграм и така натаму. Ние објавивме јавно до сите граѓани на Македонија кои што сакаат да се пријават на нашите листи, бидејќи во нашата партија имаме доволно луѓе да ги ставим на листите, но ние сакаме да собереме најдобри луѓе што можеме, што би можеле да бидат пратеници. Не е она како па ова е партиски член, па толку години, па лепел плакати, па не знам што. Не, ние ги избираме по наша можност најдобрите. Тие што се пријавија, благодариме се разбира. Ние направивме листа, после тоа секој од партијата можеше да се пријави, значи секој член и сите граѓани на Македонија, све што собравме на еден куп, седнавме, разгледавме све што требаше да се разгледа, кое што е, и заеднички со луѓето што се во Центарен комитет ги составивме листите. Најреално, најдобро, затоа што ние сакаме да му понудиме најголем квалитет. Ние не располагаме со илјадници членови, стотици илјади, не знам како, кај што овие располагаат, и за нас беше многу битно човекот, квалитетот, честноста и се разбира и годините, што е многу важно. Ние сакаме луѓе кои што се повозрасни, не сакаме дечине од 25 години или 23 како што се случува да бидат пратеници, бидејќи му треба нив искуство, немам против младите, тие се иднината. И сакаме луѓе кои што ќе работат за доброто, кои што нема ова држава да ја плачкат, кои што ќе се борат во собрание. И така ги избравме луѓето и благодарение на ние како демократи, на нашето размислување, секогаш се бориме за правда, слобода, демократија. Да, листи ги составивте, ќе чекате сега да ви ги потврдат, а потоа ќе се случуваат и другите работи. Она што во моментов ја начнавме таа темата околу тоа дали луѓето гласаат за политичка платформа, за програма на партијата, дали гласаат за партијата или пак за личноста, тоа настрана го зборувавме. Прашањето сега ми е: во оваа предизборна кампања, барем до сега, слушаме дека ако гласате за тој и тој кандидат, гласате за изолација. А ако гласате за нас, гласате за иднина. Вие како демократи, која е вашата политичка определба? Дали за вас стратешки интерес е Македонија да биде членка на Европската унија? Видете, ние пред се како демократи стратешки интерес е да бидеме Европа, бидејќи сме во Европа. Не можеме да бидеме друго место. Сметаме Европа е врвот на нештото. Исто сакаме да имаме и имаме стратешки
партнер во Соединетите Американски држави и со сите држави во светот кои што ја сакаат Македонија. Значи, ние не правиме разлика со никого, но ние едно можам да кажам дека во Македонија имаме одредена група на луѓе под наводници македонски патриоти, а тие се лажни македонски патриоти кои што ја туркаат земјата во бездна, ја туркаат во погрешен правец, ја туркаат во земји каде што има диктатура. На некој му одговара во Македонија да има диктатура, Македонија треба да има демократија. Треба да му се дозволи на овој народ да креира, да има слобода. Имаме фантастични луѓе кои што наместо да ни бегаат во странство, по западот 99%, треба да ги задржиме тука. Како ќе ги задржиме тие луѓе ако ние се туркаме во погрешен правец? Некој е против НАТО, но луѓето не сваќаат. НАТО е нешто што ние го имаме во Македонија. И некој како Димче од Левица или не знам таму Лупчо од Интегра кажуваат приказни за мали деца. Сега ја гледам и кандидатката што е од Левица, вели ние ќе го избркаме НАТО во тој стил, демек вели ние тие договори ќе поништиме за името и така натаму. Јас едно само викам, ако сакате да чепкате во името, вие не сте способни да ги лажите за 100 дена, за првиот ден кој ќе седнам, Димче вика во канцеларија, јас кој ќе седна во канцеларија фотељашо, јас вика со едно писмо, тоа ќе го поништам. Тоа е лага и измама на народот. Со тоа се перат наводно поени од овие што еве не го сакаат НАТО или Западот. Но јас само едно ќе кажам, луѓе, за се, не само за името, не само за инвестиции капитални, се градат фирми, фабрики, автопати, патишта, инфраструктура, да се све што ни е потребно за поголеми пензии, за поголеми плати. Ние треба, кога се работи за капитални одлуки и проекти, треба да имаме референдум. Промена на Законот за референдум не треба да постоje необврзувачки, консултативен. Референдумот треба да биде, за тоа демократи се борат да биде обврзувачки. И за се ќе носиме. Ако сакаме ние после да го менуваме, не менуваме името, враќаме, да зборуваме за некои си автопати с милиарди и 300 милиони. Владата донесло. Не. За такви капитални, огромни проекти, огромни пари, ќе си имаме референдум како што постојат референдуми. Сакате да кажете дека за крупните прашања ќе го барате и мислењето на граѓаните, референдумите исто така чинат нели одредена сума на пари што треба да се обезбедат за сето тоа. Кон крајот на емисијата сакам малку да се вратам на едно време кога бевте кандидат за градоначалник. Коњановски нели ја доби довербата. Мнозинството во Советот не е повеќе кај ВМРО ДПМН, туку СДСМ со поинаку. Се сеќавате на сите тие изборни ветувања. Што направи Коњановски досега? Коњановски досега направи на голема минус нула. Ништо нема направено. Тој не може и да се справи со проблемите со ѓубрето, со дупките по улиците. Па мене ми е жал, тие сум јас спортиста и возам точак секој ден, не може да се направи, па замислете патеки во 21 век, ние зборуваме фирми, фабрики, економија, зборуваме подобро здравство, болницата ни е битолската претворена во мртовечница, јас ги жалам и медицинските сестри, и лекарите, и персоналот што работи тамо. Добро, за ова како политичар сигурно ќе ви забележат. Ќе ми забележа, нека ми забележа. Дека така ја нарекувате болницата. Јас ја нарекувам, тоа е вистина. Не ја претворија лекарите и сестрите и персонало. Луѓето како Коњановски кои што не се бори, да се бори, се ваѓаат со приказната, ние немаме ингеренција. Тоа е лага за мали деца. Како градоначалник на Битола, јас тогаш кажував кога бев кандидат, јас ќе се борам против власта, ќе барам и пари, и ќе барам све. Значи, никој не се бори. Тој ги слушаш, кој што, сега не се тие, тој е од ДПМН, овие се од СДС, па сега ми зборувате за, како се вика, за поинаку. Тие поинаку се исто една голема измама. Јас го кажував тоа, дека од нив нема ништо. Тројца влегоа, прво ојдоа со ДПМН, па сега се продаваат фаму со СДС. Значи, така не може да се работи. Ние мораме Битола и сите градови за Битола се зборуваме, бидејќи беше едно време конзулски град, беше нешто, сега го направи, значи,
голема, ајде да не речем септичка јама, Битола ја претворија во голема депонија за ѓубри. Јас сум многу револтиран за тоа и ова го кажувам од срце затоа што доаѓам од Америка, кај што живе во Лос Анџелос 30 нешто години. Сум прошетал по светот, сум гледал како значи ние не знаеме што е тротоар во Битола, не знаеме, јас со точак не можам да возам, не колите ги скршивме и ова. Значи ѓубре на сега да е расфрлено, прашина колку сакаш има во Битола, со рек не се справува, затоа што да се постават филтери и све друго што треба да се направи, не трујат. И ние имаме најповеќе во Битола луѓе заболени од канцер. Значи, ние треба да се бориме. Тој, Коњановски, градоначалников, не се бори за ништо. Не е способен човек. И јас не знам зошто и прифате тој да биде градоначалник кандидат, бидејќи за градоначалник треба да знаеш да менаџираш. Кога го зборувам и пак го кажав и за Кумановчанецо и за сите. Луѓе, градоначалниците современи не треба да се баваат со комунали. Има комунална фирма, има директори на нискоградби и така натаму. Но за жал повеќето од нив се бават и со нови бели пликови, си пикаат во џепо, сите градови ни се бетонизирани, се даваат дозволи кај што треба и не треба, наместо да имаме паркови, наместо да имаме подобра животна средина, да се работи, да имаме, да се бориме, да привлекуваме капитал, да се градат фирми и фабрики. Сакате да кажете дека грешна е перцепцијата, односно како се поставени градоначалниците, дека тие не се за тротоарчиња, како што ги викате, улички, паркчиња, туку треба поинаку да менаџираат со градот, ингеренции да отворат фабрики. Немате. Вие знаете дека во Законот за локална самоуправа тоа го нема. Тоа е точно. Значи, еден градоначалник. Јас зборувам како е во Лос Анџелос, зборувам како е во Лондон, зборувам кај што вредат градоначалниците, работат со 5, 6, 10, 20 милиони град. Значи, зборувам со луѓе кои што ме најважно. Тие отвараат во Лос Анџелос 5 милиарди долари еден автопат, кој што врви низ градот Лос Анџелос, низ Брбен градот, тука е Дизни, тука е Универзал, овие големи студија. Па градоначалникот ни ленти сечеше, ни ништо, ни зборуваја за тоа. Работата си одеше, собраќа си се одвиваше. Нивната цел на модерните градоначалници, што треба да биде? Значи, ние треба како градоначалници, јас не сум градоначалник, градоначалниците треба да се изборат за поголеми, се разбира права. Но небитно од тоа, тие ги немаат сега, треба да се борат, да се бунаат, да викаат, да демонстрираат, да прават, сите си молчат и се задоволуваат со бетонски тротоарчина, што викам, ова нека биде символично, и со некој таму геризи со канализација, па уште се фалат, ево во ова село поставивме сега вода. Абе, глупости не види. Значи, за мене градоначалник е човек кој што може да обезбеди инвестиции од приватни наши инвеститори, да обезбеди услови, да привлечи тука што повеќе да инвестираат во Битола и странски инвестиции. И се разбира да се избори собранието, владата, собранието поточно да донесе закон, да имаме ние поголеми ингеренции, не да ноците влегуваат прво во државата, па после нешто ни пуштаат. Значи, све што заработуваме тука преку Значи, вие сакате да кажете дека овие градоначалници врска нема што работат? Овие градоначалници не да немаат врска, овие се најголема измама. Во последните 30 години. А вие да бевте што ќе правевте? Јас да бев тоа ќе оправев, што ти кажувам што треба да оправи градоначалникот. И тоа ќе го прави. Ако не можете да асфалтирате, еве конкретно ќе ги земиме на крај сме на емисијата многу кусо, конкретно ќе ги земиме улиците во населбата Недопирливи, каде што живее градоначалникот Коњановски. Тие се од ланската година ископани, работеше општината, па требало да го извести Министерство за транспорт и врски вели не сме известени, па сме, па не сме. Како вие ќе ги направевте улиците? Видете. Сигурно дека и на Коњановски желбата, немам намера сега да го бранам, меѓутоа има и некои работи што ги викаме бирократија. Да ви кажам. Ако тој не може да постапи поинако од ситуацијата каква што е, како да се одбрани не за нешто друго, за сопствената улица во која што живее? Па види, тоа не значи дека е сопствена улица, дека тој мора да направи прва или мора да направи во тој. Добро, јас сега да ви кажеме на како пример дека и улиците кај него се скопани. Еве нека не биде, нека биде Крушевска република. Не е битно која сте. Година дена се прави. 33 години градоначалниците наши се вадат со приказната, немаме ингеренции, не може. Сака да кажете дека тие се вадат на таа приказна. Вие да сте како би постапиле? Јас би постапил, све би направил, ако треба и тужби ќе
поднесувам и ќе го дигнам народот во Битола, ако сум градоначелник на Битола и ќе демонстрирам и тие служби што ми ги спомна, што еве дозвола да се добие, па мосто го праве онај 10 метра 8 месеци, наводно не можело дозвола, тоа е најголема глупост. Ви кажувам луѓе. Али е процедура некаква? Не може да биде 8 месеци, ќе биде 3 дена, 5 дена, 10. Значи запамтите едно. Тога зошто не го правиле? Не Па не го лажеле? правил, ти се неспособни, Стево, тие не сакаат да се замерат. Повеќето од нив се нивни луѓе, од нивните партии навално. Значи, верувајте ми, ако си преседател на држава и некој закон не ти се допаѓа и тој закон прави огромна штета на државата и на народот, на економијата, на здравството, образование, не е битно што. Може да не го подпише, тоа е председателското Стево, вето. тоа не е доволно, извини. Не е да не го потпиши. Тој треба да биде да излезе, да се бори, ако треба ќе го повика народот на улица и тој закон да не помине. Значи, кај нас све е тоа затоа што знаете зашто, затоа што овие доаѓаат од Ова, тие... сакате да кажете, када бевте вие градоначалник за недопирливи, ако беше ваков улица случај, ќе го повикавте народот на улица? За Крушевска република ќе го повикавте народот на За улица? секе го, не по улица дефинитивно, ако јас имам проблеми со администрација, Или сакате символично да кажете дека гласот на народот треба да убие малку поголем простор во јавноста? Сакам да кажам, ќе го повикав, ќе го организирав и ако требаше што ги имаме проблема од рек што не уништува, дишиме отровен воздух, не зборувам по ефтина струја, тоа се подразбира, и сите проблеми што ги имаме во Битола од власта горе, од нашата администрација што спомна да не навлегувам по имиња, ќе не да го повикам, ќе го дигнев и ќе си зборевме, ќе направиш притисок. Овие сите како полтрончина седат, си молчат и за жал Коњановски и сите градоначалници во Македонија се катастрофа. Само си гледат свој интерес и си градат политичка кариера. На крајот на емисијата сме, благодарам за учеството. Се надевам дека успеавме темите важни за граѓаните, овде не толку за вашата политичка партија, бидејќи нели во рамки на предизборната кампања тоа ќе го промовирате кај јавноста, овие теми кои што се важни, неутрални, кои успеавме да ги отвориме, да добиеме некакво си мислење со оглед на тоа што долги години сте нели во овој политички амбиент. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Јорго Огненовски, председател на Демократи, во вечерашнава емисија Директно. Со нови гости се гледаме од понеделник натаму.